начин на една држава да стане богата е да додадува вредност, а тоа се прави само преку инвестирање во домашната економија насочена кон развој и насочена кон извоз. Да не бидете излажени од било кој. Не постои друго магично решение, освен владина политика која е насочена кон домашните предпријатија, домашните предприемачи и домашните компании со цел да се додаде вредност, со цел да се збогатат поединците, фамилиите, бизнисите, а со тоа и државата. И тоа е тоа што го правевме во 1998-2002 и тоа е нашата стршта, нашата економска политика. Ќе почнам со бројката 0057. Тоа е бројот на мојата членска книжка во ВМРО ДПМН. Нека излезе господинот Борис Змејковски, кој лично ја потпише и ми ја предаде да ме демантира. Нека излезе неговиот брат Владо Змејковски да ме демантира. Нека излезе градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, нека ме демантира. Нека излезат и нека кажат не. Зоран Велковски не е ВМРО, Диме Спасов е ВМРО. Нека излезат и нека кажат не. Зоран Велковски не е ВМРО, Гордана Јанкуловска е ВМРО. Најдлабоката криза се огледува во немањето интерес на владата на ДПМН за влез во НАТО и Европската Унија. И затоа ние денес сме најоддалечената земја од НАТО и од ЕУ и најзатворената земја за влез на европскиот квалитетен начин на живење. Од земја лидер на југоисточна Европа во времето на владата на господинот Љупчо Ѓорѓиевски, за 15 години станавме земја проблем на Европската Унија и НАТО. Тоа е нивниот двоен морал. Цело време зборуваат едно, а мислат и прават друго. Ќе го спомнам примерот со еден од креаторите на пропагандата на ВМРО ДПМН, кој што медиумите го нарекуваат модерен Гебелс на ДПМН, носителот во тројката Илија Димовски. Илија Димовски е еден од оние кои што не убедува да имаме трето дете. На сите не можеш, нема жена. Ово Илија Димовски нас не убедува да имаме 3 деца, а тој се уште е неженет иако има 36 години. Па зошто Илија не се ожени? Бидејќи постои ода на Халкидики, нема време. Ово Илија Димовски, кој што е креатор на кампањата против мене, иако има 36 години, иако не знае колку пари има, се уште не се оженил, а јас сум женет 2 пати и имам 3 деца. Ако треба вечерва овде заедно со вас да умирам, или со оние политички чудовишта за кои збореше генералот, сојузи да правам, смртта ќе ја изберам. И толку за дилемите со кого ние ќе коалицираме. Прашање е вечерва кого ние ќе избереме за коалицијски партнер, затоа што сме ние реалната сила во Република Македонија. Благодарам Прилеп, благодарам Македонија. Дозволете ми вечерва навистина да се заблагодарам што ја имам најдобрата екипа на овие избори. На македонскиот граѓанин денеска му е потребна гаранција која ќе го заштити од реваншизмот на едните и реваншизмот на другите. Ова што тие го прават во последните 10 години, за жал,
тешко може да се опише и со последните години на комунизмот, кој добро го паметиме и го живеевме сите заеднички. Тоа ли беше целта 90-та година кога ја создававме ВМРО, народот да се плаши после 25 години од собствената власт? А за жал, тоа е реалноста во Македонија. Ние за демократијата имаме само една реченица, почитувани прилепчани. Ке ви ја вратиме демократијата. А зошто треба да ни верувате? Затоа што еднаш бевме на власт во Македонија. И денеска подсетете се, и прашајте ги и новинарите, и пријателите, и постарите, кога Македонија била најслободна, освен во нашите 4 години. Ние еднаш ја направивме Македонија слободна и демократска. Дајте ни доверба и повторно ќе живеете во слободна Македонија.